Здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Си седам, како и стално си думам, нешто си размишлям на нашава најважна споредна работа и на ум ми паѓа, си викам, стално кога станува збор за МРФ, атакува и летаат поплаки, пожалби, клевети, клетви, закани, се удара по челната фигура, по оној кој е таму председател, главешина, ја држи главната функција, но МРФ како институција е склопна од сите здруженија, таму представители од идени наши на здруженијето во кое сите задолжително мора да членуваме и како такви да ги таму произнесуваат, дебатираат и бараат да се реализираат проблемите со кои се судираат и кои им се предочени од своите членови на клубот на здруженијето, каде и припаѓаат и од која причина и таму се испратени да ги застапуваат. Па така да, колку ние имаме поима дека тоа е така, колку имаме поима од нашето здружение каде сме членови кои се тамошните наши представници, колку правиме годишни собранија, месечни, полугодишни со клубот каде сме членови, да ги кажеме своите поплаки, пофалби, потреби, проблеми со кои се судираме секојдневно на водите, на теренот, на концесиите, па тие да отидат таму и да сето тоа го презентираат, говор да држат, да снимаат, да ни објават со сите нас, да се консултираат, па како се знаеме 30-50 милион здруженија таму присутни, се извинем, значи бројката на колеги наши кои таму место заземаат и слово у наше име држат, даваат и треба говор да представат, да поплаките ги презентираат и бараат промена, измена на све она што не тангира, што не секира, да мислам дека групиве се едно од алатките каде може најбрзо гласот да се прочуе и да се колективно донесе нешто, да се помогне, да се објасни, да се покаже кој каде греши, укаже и од тој аспект некоја информација на блиц да се добие, но да се променат работите и да се барат решенија преку групиве е погрешната адреса. И мислам дека е време да правиот пат го зазеаме, фаќаме и поплаките, пожалбите, пласираме сите во клубовите каде што припаѓаме на тамошните членови кои се наши представници од клубот наш во федерацијата и таму да, како ние илјадници да не сите кукурикаме у хор, туку тие да едногласно таму го све тоа презентираат, културно, исправно го произнесат и на собранија, на состаноци, на седници во федерацијата сите своите потреби, поплаки, пофалби, идеи, креации и визии ги предочат на сите, па сите да донесат едногласно кој е приоритет да му се дава предност да биде решавано и како финално одлуката да ја потврди, да ја оконча, да ја подпише тој што е на челната функција, но тој сам како единка кој цело време го атакуваме и преку него ја вината бараме и све едно на негов грб протнуваме и товариме, невозможно кога таму, како велам, се еден куп луѓе кои без нивно одобрение и согласност, он скоро да ништо не може да донесе и да, ако не е едногласно мнозинството изгласало секој еден закон, идеја и што и да е таму новитет на оваа тема, ако тие нашите членови таму кои се у наше име поставени да не представуваат наша слика, да бидат таму и да не уважуваат, пак велам он како еден е безгласна буква и зборот не му е толку вреден, па да почнеме да размислуваме малце во оваа насока
и да се заинтересираме, заинтригираме каде припаѓаме, на кои издруженија, таму малце да апелираме, да организираме состаноци, збирки, да се собереме, дружби некои да истераме, да се видиме кои сме, што сме, да скоро ја верувам 90% поима неаме кои таму не представуваат нас, а ниту пак тие знаат кои се нашите поплаки и барања, и кога гледаат нема притисок кој над глава да ги клjuца, да ги атакува, да постојано ја бара од нив одговорноста, секако дека ќе се свиркат и најлесниот пат ќе го тераат да ескивираат. Нити па по кој ред на нешто тие таму се отидени да не представуваат нас. Еве, ја ве запрашувам колку вие знаете и сте гласале некојаш по вашите клубови, издруженија, да одберете кој да биде во МРФ представник од вашата нели заедница рибарска. Верувам да поима немате, да скоро ја врска немам како е дојдено до таму на мојов клуб да има представници, како по кој ред на нештата се тие одбрани, а не пак за другиве клубови и издруженија кои се пута 100 помалку активни, агилни и колективни, едноумни, како што е мојаво, да влада една другарска атмосфера. Па затоа еве еден апел да на оваа насока тема се даде една важност и да малце натаму енергијата се насочи, да пробаме на прав начин да ги бркаме работиви и до успех да издействуваме, пошто по све очигледно е како до сега ја весламе, е све погрешно она што треба да го правиме, па еве, ако некој друг да има нешто да се надоврзе, слободно, нека ме поправи, нека својот глас го произнесе. Јавна е дебатава, сега ќе објавам во нашата група Аки рибари, рибарите на Facebook страната. Ве поздравувам, се одјавувам и до некое следно бистро посакувам.